Да, почитани, вие сте натаму во Гласот на народот на телевизија Сонце. Ја следите емисијата ваша, насловена на срце ми лежи, на душа ми тежи. Да видиме некому дали му тежи или му лежи нешто добро или лошо, да ги споделиме тие чувства заедно. Дозволите да прочитаме интересен текст, насловен вака: Содома и Гомора против Македонија, го напиша Марија Котовска. И велат православието е патот и спасот. А фактот што светската влада во сенка работи на негово систематско уништување преку атак врз православните земји и народи е целосно рушење на нивните традиционални вредности, говори доволно за неговата сила и моќ. Според поранешниот републикански кандидат за председател на САД, конзервативецот Пет Бюкенен, Западот стана Гомора, а Путин го спроведува Божиот план. Путин цврсто го зари знамето на Русија на страната на традиционалното христијанство. Многу евроатлантски земји се оддалечија од своите корени, а меѓу другото и од христијанските вредности. Водат политика која што ги изедначува семејството со повеќе деца, со хомосексуалните бракови, вербата во Бог со вербата на сатаната. Ова е патот кон пропаста. Владимир Путин знае точно што прави, напиша Бюкенен во една од своите колумни, додавајќи дека рускиот председател се бори против хомосексуалната пропаганда, против абортусот, по третиот месец на бременоста и неговата реклама, а се залага за забрана, за навредување на верските чувства. Каква врска има тоа со Македонија? Има и тоа многу, затоа што нашата татковина е преполна со слуги, платеници на ова сатанистичка идеологија. Да, мој силна порака, че се согласите со мене, па еве се истрчува госпоѓата Хилари Клинтон да стане прва дама на нашата пријателска држава САД, имајќи факт дека направи еден експеримент, дека афроамериканец да стане председател, и тоа се случи. Значи, господин Барак Обама стана и е првиот афроамериканец кој стана председател на најголемата држава, и дали ќе се направи тој проект да стане и жена прв председател, но верувам дека републиканците, кои, да бидам искрен, почитувани, верувајте ми или не, бев три пати во Америка на председателски избори и можам да додадам дека републиканците нема да дозволат, не само и од народ. По дефиниција Рузвелт само, кој беше, тој имаше два мандата во континент, но нема да се случи да демократите ја добијат повторно кампањата, односно да ги добијат изборите. Ова според јавното мислење на САД и според македонската диаспора, која еве ме информира катадневно на мојот портал и се тона, дека се крајно разочарани од таа Обама Кер, значи знаете што за социјалната политика треба да се грижат најмногу и со социјалните случаи, но тука ги утнаа работите како што известуваат нашите македонци во Соединетите Американски држави. Тоа е парадоксално. И тука, да бидам искрен, нашите социјалдемократи наместо да размислуваат за народот, за работничката класа, тоа што ви го спомнав. 20 милиарди евра. Реже, дали му гледаш на линија. Значи во плячка, пред очи, ви ги изнесо парите. И воопшто мува не велази. Ниту да барате одговорност, почитувани. Еве, реков, Гласот на народот, верувајте ми, стои, ќе застане за идејата на господјицата Кристина, не знам, предпоставам дека таа нејзина идеја, или можда прочитала или видела каде да е, дека младите треба да протестират за името на Македонија, да упатат порака и студентите. Оно што спомнав ја, 68-та година, таа историска студентска година, што не може да се поистоветува со ова наша студентска младина која е манипулирана. Ви се молам, ви веќе у ембрион, веќе во спермата ваша ги упропастувате децата на омраза, на меѓусебно нетрпение. Па какви деца ние ќе растеме? Деца да бидат антагонистички брат кон брата, сестра кон брата и обратно кон родителите? Наместо да ги воспитуваме во еден демохристијански начин, тоа се почитува државата, црквата, семејството, се оно што значи свето. Ние ги тераме на едно безредие, беззаконие, богохулење, да не ги посетуваат црковните храмови, да се однесуваат многу некоректно кон своите родители, да ги обесчестуваат, да речам, помалите да бидат педофили, да бидат наркомани, значи да бидат слуги на сатаната.
Дали сте среќни, почитувани? Дали сте среќни кога децата ги губиме свесно секој ден пред нашите очи, не посветувајќи им внимание во нивниот развој? Колку сте среќни да бидете слуги на некој кој ќе ви дадат некоја напојница? Простете, али морам тоа да си го кажам. Дека нема од вас да направат ниту министри, ниту директори. Ќе бидете само инатоми измечари. Ќе бидете гласачка машина. Но дајте глас на тој што ви сте утре можете да го отповикате. И јас сум за тоа, да бидам искрен. Да бидам искрен, имам секако мое дискрецијно право да критикувам, бидејќи од никого посебно не сум добил некоја задоволство, сатисфакција сите овие години што се залагам за Македонија. Заедно со вас, самите знаете некојаш и да напаѓате и ред други работи, но вечерва нема за што да напаѓате, бидејќи ви ја кажам истината. Како живеете? Ви се молам покрај предавник или сончоглед? Како живеете? Како седите на маса со некој сончоглед или предавник? Кој утре вас ќе ве издаде? Кој утре вас ќе ве продаде? Не знаете за која агентура работи. Не знаете што ќе ви подметне. Тоа е резултанта, бидејќи почитуваме, вие толерирате. Толерирате така наречени предавници во секој случај кои аргатуваат за рогатиот, за сатоната. Кој вели, господинот Џорџ Сорос е еден човек кој рекол дека таква му е политиката. Тој припаѓа на таа ложа, кој го гради големиот светскиот поредок. Таму нема љубов. Вика без милост, no mercy, безмилосни. Интерес. Преку Македонија има интерес. Македонија е портата на светот. Ја ви зборев со моите почитувани соговорници од светски калибар, што ни еден медиум не видов, ни еден новинар да донесат на едно место такви тешкаши, што некој ги нарекува. И што кажа? Тешкашите кажа дека Македонија е прислушкувана од најголемите светски разузнавачки куќи, сервиси. Значи ги дадоа на аргатите, на безмекотелите, на полжавите, што се лигалат, се качуваат. Меѓутоа, знаете, она од Крилов, ќе дувне ветер и ќе го отврди пајакот, што направил мрежа на местото кај што не му е местото. Но оној што е вреден, ќе дојде до врвот. Тој ќе се искачи и ќе остане. Поздрави до нашите македонци кои застана на најголемиот врв на светот. Тоа е мој драг пријател Сашко Кедев, кој го поздравувам. Нека ви биде Сашко Кедев пример. Младото момче кој е научник, ви се молам, вклучајте режија, ако имате гледачи, ви молам да не бидам one man show. И јас и да зборам, не се работи one man show, бидејќи јас можам само и да ви укажам на добри работи. Тоа младо момче денеска што го прими преслато од Ѓорѓе Иванов, кој намислена по кој пат го поканува гласот на народот и вечерва. Господине председател, како ваш добар пријател, а мој председател на државата, во името мое, името на гласот на народот, дојдете овдека. Дојдете во гласот на народот. Ние ви дадовме легитимитет, да бидам искрен. И човек кој секојаш ве поддржувал како и новинар и како автор на оваа емисија. Дојдете, разговарајте со народот. Вие многу пати бевте цитирани од моје лично име и од народот дека дадовте максимална машка пред се и патриотски македонска порака до сите челници во светот. Дека не сме ние, новинарска артикулација или парафраза, дека не сме маса со која може некој да направи тесто, од кое тесто ќе направи фигуретки или да направи некои глинени голуби. Значи, тоа е домачинско водење и организирање на државата. Но сите заедно. Да не патиме од една гордост, ве молам. Режи, ако имам гледач, дајте ми сигнал, ве молам. Значи, да не патиме од горделивост. Политичари мои, реков секојаш, вие сте слуги на народот. Доколку не се соочите со таа фраза, никогаш нема да бидете вистински политичари. Верувајте ми. Секојаш да се поклоните на народот. И секојаш да го молите народот за прошка. Само така ќе добиете секојаш мандати. Не го заборавајте гласот на народот. Не бегајте од него. Од каде и да е, кога и да е, ќе ве казни гласот на народот. Кои да сте? Затоа велам, работите честно и исполнувајте ги работите. Гледам, се трудите. За актуелната власт. Јас навистина си давам за право да коментирам. Јас на господин Грибоевски Никола лично му кажав, че ве поддржам се до моментот додека сте за Македонија, како политичар. Дента како се одметнете,
како што тоа јавно го кажав за господинот Лјупчо Георгиевски, кој ми беше навистина еден пример за политичар која се ангажирал за македонска репрезентација, македонска пара и сето на. Но кога дојде ситуација да спомне да се преиспита македонизмот, навистина ме разочара и реков ништо од бизнисот. Значи бизнисот е Македонија да биде во корелација со својот народ, со својата рожба, а не македонскиот народ да се раштрка по светот и македонската диаспора да биде дискредитирана. Македонската диаспора е главниот сегмент, главниот столб на една држава. Таа не храни, почитувани. Таа е таа што 1 милиарда и 500 милиони евра секој ќе ги добавам, тоа се пари. Тоа се пари. Таа ни ги праќа како годишни дознаки по разни основи. И немаме право ние да правиме боемски сокачиња, да трошиме пари, да изигруваме политиканти, впрочем и политиканти, се не се тоа политичари, кои без никаква доблест и чувство не го почитуваат трудот на својот родител. Како што беше еден политикант на општина на Скопска, таткото негов работел во градежна фирма, и му се смее, на парчето леп што го хранеше таа фирма, дека трибината на Филип II, да речем, арената, нема да издржи, ќе паднале. Одам само сегмент. Истиот тој човек вика, чому не е диаспората да гласа? Па тоа е стожерот. Да бидам искрен, израелската диаспора е таа што го решава судбинскиот момент и фактор е на стабилност во светот. Знаете дека евреите се наши добри пријатели. Господин Зоран Заев сакаше да не скара со нив. Има голема поддршка, имаме од си земам за право, бидејќи разговарав со тројцата амбасадори на Израел во Македонија во гласот на народот и да знаете дека израелската држава максимално стои натаму, не и натаму, секој стои за Македонија. И нема шанси никој да ни создаде еден јас меѓу нашите две пријателски држави. А тој што направил класифицирана, да речем, информација, тоа е предавник. Тоа е предавство. Тој не е политичар, тој не е професионалец. Не можеш ни две овци да ми простите, да му дајте да ги чува. Тоа е несериозно. Но како и да, јас сакам вечерва, почитуване, говориме за суштинските работи. Веќе првиот квартал замина, одминува, да речем, доаѓа туристичката сезона. Треба да дојдат туристи. И како ќе дојдат туристи во државата? Кога се шират секакви лаги, безобразни атакувања, притисоци. Како, ви се молам, се однесуваме кон странските инвеститори? Па ако не можете да градите, не рушите, бе, луѓе. Оно што спомна преска, господин Груевски наметнал работа. Работа наметнал. И секако и мала критика. И околу него ти мора да работа, меѓутоа ми замеруваат која јас давам критики. Добронамерни ми се критиките. Дајте им простор на тие што можат повеќе да направат од поединци кои навистина многу себично ги чуваат своите позиции. Има луѓе кои имаат инвентивност, имаат креативност, повеќе од вас. Затоа реков на идејата на Иван Крилов, што е многу интересна, ги читавте, ги знаете, сите вие. На еден чесен начин можете да се искачите до врвот. На нечесен, верувајте ми, силен ветер ќе дојде наскоро. Ќе ве дувне, ќе паднете. Зборам на тие кои не се работници. Тој што наметнал труд, работа, дело, тој ќе остане. Тој што работи и кога спие. Знаете, ја ви кажам, телефоните верувам дека се регистрирани и очекувам. Бев во Тајван, заедно се една огромна група новинари и таму го видовме на оној македонизам, на македончето шо вели. Тука да, македонче е мало, кога зема валканиот веж да го извадат, ви се молам да го вадат на маса. Тоа бе на две така алапачи, морам така новинарски да се изразам. Може би е недолично, не е мој стил на артикулирање, ама и дома се лапачи, и таму зема, знаете, на првиот човек на собрание на Тајван и вели, знаете таму Македонија што се случува? Човекот од чиста култура куртоазно вика, не знаеме. Ова се случува, тогаш беше ВМРО ДПМН со Лјупчо Георгиевски начело на владата. Најлошо, црно сценарио, мислите дека овдека гилотини има секому, му фали по една рака, нога, глава, шеријат. Дај Боже таков закон да има кој краде раката да му се одземе. Прости, не е христијански да што зборам. Колку би биле
читави, да речем, со две раце. Ја ова прашувам, јас сум храбар го кажувам ова. Бидејќи не се дрзнав да земам ништо туѓе што се вели. Честно работа, меѓутоа како што гледам овие критики ги боли тие што ги спомнувам, се препознаваат. И тешко ниту дават реклами, ниту дават поддршка за овој проект. Но еве, Бог знае, Господ голем знае како обстојуваме. Но зборот ми и господинот председател на тајванскиот парламент едноставно им ја зад на уцата, вика, мам, тоа се ваши приватни работи. Истите две, тие алапачи, во Страсбург, бевме на една априлска седница, на тогашниот Расел Џонсон, тој мој драг пријател, лорд Расел Џонсон, вели, знаете дека во Македонија се шверцува тутун, алкохол, дрога, но владата во Македонија ја поддржува. И, верувате ли, тај лорд, тој не е некој басмаđија, лорд! И го вика, да, лордот потврдил. Скандал. Драги мои македонци, тоа е нашата, да речам, нашата слаба точка, што навистина не знаеме да почитуваме нашата собствена држава. Не знаеме да си ја сакаме. Добро вечер. Еве, дадов добри примери да вие говорите. Добро вечер, кој се јава? Добро вечер. Ало, добро вечер. Да, повелете, кој се јава? Се јава Гледач од Ајредо. Повелете, господин Гледач од Ајредо, представете се. Вака, од време на време ве следам. Не, представете се, ако не се представите, нема да ќе ви го земам зборот. И се представам, Ѓорѓи Петровски од Ајредо. Повелете, господин Ѓорѓе. Викам, кажав два-три па, од време на време ве следам. Добро. Не редовно. Сега два-три пати самите себе си исправисте за некои формулации што ги кажавте во врска со одењето таму во Тајван и така карактеристики. Да, во Тајван бев, да, со 35 новинари. И за делот што значи некој работи, некој не работи, мислам дека како новинар. Добро, време. За мене не сакам. Ќе ви го земам зборот. Време, презете. Вака. Да се разбереме. Јас не сум предмет за обсервација. Значи, нисту сте ми одговорен уредник, јас сум и главен одговорен од мојата емисија, значи јас одговарам за мојот проект. Овдека сум партнер на телевизијата и јас за програмата јас одговарам. Значи, не сум предмет за обсервација. Ако имате нешто за темата, повелете. А за мене не ви дозволувам. Ви дадов привилегија да се јавете. А тоа за Тајван што спомнав, ја кажав вистината. Бе во Тајван со 35 новинари, значи од сите групи, да речам, на симпатизери, поддржувачи, значи имаше на СДСМ, на Демократска алтернатива, на ВМРО, на ДПА, тогаш немаше ДУИ. Значи сите политички партии, се имавме, се што имавме. Шеф на екипата беше Реджеп Златко, го поздравам. Мислам дека е во добро здравствено состојба. Значи министерот за информации, прекрасен беше наш предпоставен и така, значи имавме една добра посета во која навистина представивме Македонија како што треба, но сакам да најдем разбирање. Затоа говориме, значи, за актуелните содржини. Оно што застартнав и не ви дадов за право, тоа е мој лично дискрецено право да ви го одземам зборот, како председавач на форум вечерва со вас. Затоа, почитувани, тие се моменти од нашето неетичко и некоректно однесување. Зошто? Затоа што ве праша 20 милиарди ве украдоа, не украдоа. Па денеска бе не ве засега воопшто. Каде се парите? Зошто го продадовте Телеком? Зошто го продадовте, дадовте глас да се продаде електростопанство? Зошто? Тоа се златни кокошки. Зошто ја дадовте цементарница? Зошто ја дадовте и Окта? Сите, за се све зборам. Тоа се златни кокошки. За Окта, да, тоа беше старо железо, да бидам искрен. Тоа беше за $1, за $1 колку што се дава во банкрот. Имаме гледаш на дитина, добро вечер. Добро вечер. Кој се јава? Се јавува госпоѓа Павлова. Повелете. Ве следам со внимание и вечерва и многу пати.
Добро, благодариме. Слушнавте денеска за нашите фундаментални столбови на државата и диаспората е еден од фундаменталните столбови, така рековте вие. Така? И јас ги поздравувам луѓето од диаспората. Меѓутоа имам еден предлог. Повелите. Бидејќи сите столбови на државата ни се срушени, па и сите да се одселиме во диаспората, па да го направиме тој столб многу цврст, од и другите ни се срушени. Ето ви благодарам. Така. Пријатно. Толку беше. Благодарам многу. А знаете зашто пак ќе речам? Од вас зависи почитувани какви политичари. Гете рекол каква народ, таква власт, таква држава. Значи бидете совесни. 20 секунди сте вие власт или еден ден сте власт, тоа е денот на изборите. Еве за неколку дена се навршува година дена од минатите избори. Од денот на пучот, ја ќе речам пуч. Тоа е пуч. Ние дали можеме секоја година треба да организираме избори, се молам. Па од ваши пари се одливат тие средства. Од вашите джепови се трошат. И кого ќе усречете? Пак повторно на групација на луѓе. Но групи кои навистина имат идеја. Имаме гледач. Добро вечер. Добро вечер. Кој се јавува? Благо од Скопје. Не мислев да се јавувам, али вакви демагогии како ова сега предходнава што се јави, Добро. што плачи на туѓи гробови, смачени ми се, изгадени ми се, не можам више да ги поднесувам. Се нешто они плача за некого таму, а за себе не. Доста бре, доста згадени сте му на овој народ више. Само нешто црно, па ако не им чини овде, нека одаат баш во диаспората. Нека не остава нас овде да живееме рајат. Од нив ни е више згадено и смачено. Извинете што сум малце револтиран. Стварно не мислам да се јавувам, али овакви јавувања како ова сега што се јави, ми се преку глава више дојдени. Фала ви и пријатно. Благодарам. Знаете, сека нека се представи културно све и дадо простор, не си ја кажат. Затоа нам што ви тежи на душата, кажете се, но пак ќе зборам, мислите за вас. Мислите за вашата иднина. Да бидеме искрени, реформите се за нас. Тие системски законски решенија што се донесени, која да политичка партија мора да ги имплементира, да ги спроведе? Што мислите, некој ќе прекина ги спроведе законите донесени? Кој тој буде да не среди фискалната монетарната политика? Секој ќе бара даноци. Умрело тоа време почитувани Крш Паланка на Кванташки, земи 10 гајби, секој ќе кажам. 10 гајби млеко за 20 дена препродај ги 50. Добро вечер. Кој се јавува? Христос воскресе. Ало, добро вечер. Христос воскресе. Добро вечер. Христос воскресе. Навистина воскресе. За многу години нека ни е празникот, Господ здраве, благослов и берекет нека дава. Амин, амин. Значи многу еве вчера завршија мислам завршија великденските празници, меѓутоа празничното расположение се уште ќе не држи и 40 дена со овој поздрав ќе се поздравуваме. Добро. Би требало христијаните. И да не си ги расипуваме нели впечатоците од овие денови убави празнични. Так. И сакам само да кажам нешто. Значи некникога беше емисијата со наслов Торжество на торжествата. Да кажеме нешто пофално. Значи мислам, јас ги следам со внимание сите ваши емисии. Можам да кажам дека се исклучително квалитетни, имате и гостите кои што ги носите во студиото. Значи, меѓутоа зборот ми беше за она емисија зрачеше светлина. Значи, на вистина, во вистинска смисла на зборот беше великденска емисијата и јас мислам дека и преку екраните можевме да го почувствуваме како да се наоѓаме во храм. Така да и ова сега што ги давате коментарите, нели, што се осврнавте, значи треба да не биде нам на луѓево јасно дека во светот има два концепта на владење. Значи тоа е едниот светлината, божествена, и другиот што се користи со притисоци, со уцени, со лаги, со измами. Значи сето на другото е одлика на нечестивиот. И во Светото писмо, и во заповедите наши, таму пишува, значи немој да клеветиш, немој да озборуваш, значи од устата од која излегува
клевета, значи убива душата. Значи се вели што двајца се без душа, третиот загуша. Значи сето тоа, ако ние ја користиме Библијата, Светото писмо, како матрица, многу поедноставно ќе можеме да си ги објасниме нештата и многу поедноставно и по-правилно ќе можеме да функционираме во животот. Така да сакам да ви изразам поддршка и понатака продолжете си со сите овие емисии што ги правите, теми што ги обработувате, луѓето ќе сватат. Значи полека и почнуваат да се будат. Има луѓе кои што многу лесно паѓаат под влијание или многу им е тешко на некои да почнат да размислуваат со своја глава, туку прифаќаат сервилно. Она како што ќе им се понуди и тоа ќе го сожвакаат, значи не се обидуваат со собствен ум и разум малку да ги анализираат нештата. Ако почнат малку, ако се задлабочат, ако почнат да трагаат во себе, значи треба секој да се пронајде себе си и многу полесно ќе биде и налагата веќе патот ќе биде препречен, значи не може понатаму да функционира. Така да многу убаво кажано, многу убаво. Многу благодарам и за поддршката. Еден поздрав од мене и бидете благословени. Благодарам и вие сите. Верувате да ви кажам благодатни од тога на мисијата што ја правиме, тоа беше прекрасно. Сите мисии. И навистина ве замолив да повелите некако ќе организираме повторно, доколку има интерес да го превземете тој благодатен оган. Да го имате во вашиот дом. Тоа ќе ви донесе смирение, верувате ми. Тоа ќе ви донесе смирение. Дајте, приклонете се навистина кон верата, кон Бога. Приклонете се, верувате, нема да има раздор. Добра вечер. Ето уште овој гледач. Доаѓаме при крај на мисијата. Добра вечер, кој се јава? Господин Томич. Погласно ве молам. Јас пред малку се јавив, ви исклучивте. Значи, немав намера тоа... Јас ќе ве замолам, бидејќи сте последен гледач, дајте нешто позитивно кажете со тоа што во интерес на сите нас. Јас разбирам дека има незадоволство кај сите нас во животот, меѓутоа кажете нешто конкретно за да народот добие порака. Јас вака сега, пошто се и представив и така натаму, и знам дека повикувате често и гости во емисијата и така натаму, еве, бројот, име и презиме, и јас би сакал да, еве, пошто сум од таа афела, воен пензионер, пилот, суперсоничар, јас би сакал да дојдам, например, во емисијата и да зборуваме на тема одбраната во Република Македонија, во светлост на општата состојба во Република Македонија, помеѓу другите работи. Може. Еве, например, и за тоа, па не би сега... Оставите телефон, оставите телефон, оружје. За вас никако. Да, благодарам многу. Еве, вие ќе видите еден од моите 10 соговорници, кои јас сакам наскоро, неколку пати не спомнувам и ве поканувам. Значи, вие ќе бидете представници на народот, народни пратеници во гласот на народот. Вие ќе упатувате народни пратенички прашања до политичарите што ги избравте како народни пратеници во законодавниот дом. Вие. Значи, тука без влакно на јазикот, значи за све што ве допираве за сега. Бидејќи јас, верувате ми, се залагам и се залагам за тој институт од повикување на пратеник. Јас не сакам пратеникот да биде како панда мечката заштитен. 4 години да ужива по 1000 и кусур евра. Или да не оди на работа. Кај се видело и чуло. Пратеник да не оди на работа, народот да му плаќа. А вие на сето тоа, народе мој македонски, молчите. Не барате ревизија на приватизација, а оплячкани сте 20 милиарди. Во тие 20 милиарди евра не има изградено ниту едно јавно ВЦ на площадот. Да му олесни некому на човекот, на граѓанинот. Значи, има и изградба. Значи, пак реков, одите таму кај што се гради, кај што се повикува на работа, бегајте таму кај што воајерството е априори, кај се кодоши, кај што се продава, разнебитува Македонија. Верувате, јас имам 56 години. Значи, не сум дете, поминав, значи, сите филтри во животот. Искушенија, премрежија. Моите почитувани, имаме уште 2 минути. Значи, моите почитувани гледачи во Охрид, ја ги поздравам, ја ги сакам, сите мои гледачи во Охрид, во кои 4 години почитувани. 4 години, знаете што е Канонада? Еве, вие што сте од Охрид,
Тие убаво имате таа слика. Издржа гласот на народот. Но среќен сум кога завршував со тој серијал во независна телевизија НТВ, веруете ми, не добив само подршки и пофалби. Затоа што таму имавме вистински бедем, односно една арена на идеи. Меѓутоа, видоа дека поддржува опција која разнебитија Македонија. Тоа беше територијалната поделба, тоа беше криминалната приватизација, тоа беше денот на лагата, не 1 април, 15 септември, по секој член од семејството, не можам така да го имитирам, видовте, остана доста на улица безделничеа. Ти отида, ти замина од Македонија, но ќе се вратат. Не се некоја група. Кој каде да одат дома ќе се вратат, се разбереме. Тие се аргати во другите држави, не оти се грофови таму. Работат тешки работи. Секој се враќа доме, мој сладки доме. Почитувани драги мои македонци, јас ова ќе заокружам вечерашната емисија Гласот на народот. Ова издание, насловено на срце ми лежи, на душа ми тежи. Сакам да ви лежи се нешто убаво и ќе ве испратам со едни убави мисли и пораки. Сакајте се меѓу себе, љубете го, навистина ближниот ваш. Сакајте се ја земјата, сакајте се ја црквата, почитувајте се ја верата, почитувајте си ги институциите, тие работат за вас. Нормално критикувајте ги доколку не работат или не се совесни. Тие се одговорни за сите нивни дејанија и престапи што ги прават. Но вие сте тие што им давате и одзимате. Затоа, бидете ми живи здрави, се гледаме наредната емисија, а утре следете репризата во 14:05. Пријатно.